Во време кога инфлацијата ја намалува вредноста на парите, а економската неизвестност станува се, како да кажам, повидлива, единственото прашање кое што се поставува е дали парите кои што ги имаме, ако ги имаме, треба да се штедат, дали да се чуваат дома или пак да се инвестираат. Дами и господа, добродојдовте во уште едно издание на Бизнис клас. Овој пат разговараме токму на оваа тема, инвестирање, акции, берзи, дома, во странство. Не забравяйте на почетокот да кликнете лайк и сабскрајб на нашиот YouTube канал Нишко Иванов и на социјалните медиуми. Гледате Бизнис клас овозможено од Diners Македонија. Јас сум Мишко Иванов, а во ова издание на Бизнис класа наш гостин Коста Костадиновски, Capital Asset Management. Добре дојдовте. Добре ве најдов и благодарам на поканата. Ајде да објасниме малку. Сега ова е во рамки на финансиска полуписменост, ако можеме така да кажеме, иако генерално почнуваме да говориме за финансиска писменост или неписменост, што е Capital Asset Management? Capital Asset Management е друштво за инвестицијско советување, основано согласно Законот за хартија од вредност, кое што има лиценца за инвестицијско советување и за управување со индивидуални портфолија на клиенти. Тоа значи дека клиенти кои што или луѓе кои што имаат потенцијално слободни парични средства, не ги доверуваат со цел ние да вложуваме со тие пари, во финансиски инструменти, во најчесто во акции, понекогаш во определени ситуации и обврзници, се со цел да оствариме соодветен принос кој што е поголем од чувањето на парите така под перница или да речем држањето на пари во банка, поготово соодветно е на подолги рокови. Уште имаме луѓе кои што чуваат пари дома, тоа е несомнено, тоа е зна и околу се должи довербата или недовербата на банките, на институциите, затоа што веројатно луѓето изгорени претходно од неколку афери и тешко се решаваат да тргнат напред. Може би сега се прават тие пионерски чекори, бидејќи јас вас се знам многу одамна. Практично уште од Илирика, иако вие со ова работите, а не сме толку стари, работите уште и пред Илирика и така натаму како оди све. Сега вие сте собственик на ова Capital Asset Management? Да, јас сум основач. На Capital Asset Management и во моментот ко-собственик на Capital Asset Management. Инаку се подносна прашање околу околу баке ми нафрливе да почнеме поред. Штедиме дома. Се уште така. Штедиме дома, ги спомна. Ги чуваме парите. Ги чуваме парите, значи ајде да речам традиционално кај нас си има штедењето некоја подлога, некоја и традиција би рекол. Многу често во оние е случај или беше случај во оние транзицијски години да луѓето да немаат недовербата и во банките, меѓутоа банките во изминативе години, 5 децении би рекол, неколку наназад, створија исклучително добра репутација и стабилност и мислам дека нема да биде погрешно ако заклучам дека банките имаат во кај нас една безрезервна доверба практично од граѓаните и тој го покажуваат и бројките, пошто таму цело време растат количината на депонирани средства, што е добро и здраво за финансискиот систем. Меѓутоа во дадени ситуации кога луѓето имаат слободни парични средства кои што се слободни на подолги рокови, е соодветно да направат вложувања различни од депозитите во банка. Значи ако ми се слободни парите, не знам, на рокови 5, 6, 7, 10 години, колку подолго тоа подобро, е соодветно да се превземат определени ризици, се со цел ризици да се купат делови од бизнис, пошто акциите се делови од бизнис, за да се со цел да се оствари поголема добивка од загарантираната камата во банка. И тоа низ историјата ние го имаме покажано и во нашава историја на Capital Asset Management во овие 5 години.
имаме исклучително добри бројки и приноси, дури па еден надпросечни приноси би рекол. Но и историјата наназад, имајќи во предвид дека, како што кажи ти, со ова се занимаваме. Ја веќе некоја калкулација сега пред да влезам во студио, пренели праве 23-та година сум во. Толку ли сме, не сме толку престари сега или Да, 23-та година приватно, мислам за себе купувајќи акции, а 22 години институционално. Значи за работејќи за инвестициски фондови, пензиски фондови и така натаму. Capital Asset Management е колку? 5 години? 5, да. Во Capital Asset Management на 1 септември точно ќе прослави својот 5-ти роден. Добро, тоа е бројка која што е ветувачка, така? Газите, ако можеме така да кажам, полека, но сигурно. Апропо муабетот за штедење банки, каде што јас реков дека сепак има се уште луѓе кои што имаат, кои што чуваат пари по дома, меѓутоа, иако веќе банките создаваат огромен, како да кажам, има огромен капитал. Сега не знам колку е точен податокот, дека во македонските банки има над 9 милиарди евра депозити од население. Да, тоа се официјални бројки. Тоа се официјални бројки. И правните лица имаат уште неколку милиарди, така да депозитната база во Македонија е сосема солидна. Нормално ние како инвестиционо банкарска фела, да речеме малку што се занимаваме со овие инвестиционо банкарски услуги, меѓу кои нели управувањето, инвестициското советување. Сакаме таа депозитна база и охрабруваме и да речем сакаме таа депозитна база да расте, пошто колку што е побогато населението, колку повеќе пари имаме, толку повеќе има работа, има потреба од нетрадиционални банкарски услуги, како што се вложувањава во акции па инвестициските фондови. Ова во принцип би значило дека граѓаните номинално имаат повеќе пари, но реално вредноста на тие пари е помала затоа што инфлацијата секој ден ги јаде. Или грешам? Делумно, ако земеме во преди не знам минатата година да речеме пораснала депозитната база за 1 милиарда од 8 на 9, се зборувам со провизорни бројки. Значи депозитна база пораснала да речеме десетина посто, а при тоа инфлацијата била да речеме 5%, тогаш реалната куповна моќ на тие пари што се во банките не е порасната за 10%, туку е порасната само за 5%. 5% од нив ги зела инфлацијата, им ја намалила куповната моќ. Во евра 1000 евра се повторно 1000 евра, меѓутоа после една година купуваат помалку добра и услуги тие 1000 евра. Мислам, тоа веќе станува и инфлацијата во овие изминати неколку години, поготово после почнувањето на војната меѓу Русија и Украина и прелевањето од воена во енергетска криза. Па на тоа Иран, Америка. Ова и сега се дополнително долева масло на тој оган. Она, да речем, невидлива или нормална инфлација која што економистите ја посакуваат некој меѓу 1 и 2% на годишно ниво и невидлива инфлација, што се вика во нашиот жаргон, стана видлива и опиплива инфлација, каде што имавме години со ако не се лажам, во Македонија 22 година со негде 14% статистички потврдена. Да, тоа беше во првите, па се реагираше, па паѓа, па еве и денес кога се држи под контрола, меѓутоа несомнено е дека овие кризи бидејќи берзите практично играат цело време горе-долу. Не само до берзите, Мишко, тука и викаме се стабилизирала инфлацијата. Да, точно дека се стабилизирала, сега можеби не е 14, инфлацијата е 4, меѓутоа ако го земеш тоа низ годините, дека претходно била некоја година 5, па 14, па 8, па 3, кумулативно кога ќе собереш во 5 години излегува дека инфлацијата подела можеби 30% од вредноста на пари. Видите, Костадиновски, на пример, тие бројки кај обичниот народ 14%, 8%, 3%, можеби значат нешто, меѓутоа најголемиот знак се чувствува кога ќе отидете во маркет. 100 денара е бензин, ова зејтинот.
Значи, порано знаеме колку движили, како движиле цените. Ако сакате и подни маркети кои што се сметале за поевтини, веќе денес вие чувствувате дека за плюс 1000-1500 денари вас ве чини многу повеќе она што сте го плаќале пред година и пол. Да, па ја имав една ситуација. Лично изненадување, леп, пошто не бев купено долго време, кога платив 120-30 денари за век, нали, дури докај дошол левот. Тој за нутриционистички. Не знам што земав, ама баш ме изненади ценава на левот. Сега на страна, но евидентно е дека живеачката е поскапа, стандардот е тоа е инфлацијата, тоа е видливата инфлација. Тоа е таа видлива инфлација. Кај вас сега, кој се може да вложува? Можам ли има ли некој минимум средства кои што треба да се дадат за да бидам дел од вашиот тим? Односно да ми раководите со моите пари. Може, генерално кај нас асет менеджментот се работи за, да речеме, некои износи од 20.000 евра па нагоре. Тоа е минимум. Тоа е минимум. Мислам да има некаква логика градењето на индивидуално портфолио за да може да се обезбеди на минимум диверсификација, да не се купи само една компанија, се купат барем неколку компании. Меѓутоа, тука би се осврнал и на делот на инфлацијата која што ја искоментиравме и зошто вложувањето дури со 20.000 евра е соодветно во контекст на инфлацијата во акции. И тука би потенцирал два моменти како акциите фактички не штитат од инфлацијата. Прв начин на кој што да ја даваат заштитата е преку самиот бизнес. Ако определена компанија, да речем, продава лекови, фармацевтска компанија продава одреден препарат по цена од 100 денари, не знам, апче за глава 100 денари. Кога има пораст на цените, односно инфлација и неговите инпути растат, тој препарат од 100 денари ќе стане после одреден период 200 денари и таа компанија ако работи со маржа од 10%, претходно заработувала на 100 денари 10 денари добивка, сега на 200 денари цена на тој препарат ќе 10% стануваат 20 денари. Значи се зголемува номинално ја компанијата и бизнесот ја пренесува инфлацијата на крајниот потрошувач, што ќе го купи тоа апче. Или земете пример со горивото. Ако нафтената компанија работи за маржа од 10%, кога бил 60 денари литар бензин, компанијата заработила 6 денари од секој продадено литро, заработувала, денеска кога е, не знам, 90 денари, заработува 9 денари од секој продадено литро. Значи самиот бизнес ја пренесува инфлацијата на крајниот потрошувач и ако ги задржи маржите на еднакво ниво, он го зголемува номинално, ја нивелира инфлацијата и го штити имателот на акцијата од инфлација. Друг начин, односно другиот начин на кој што една акција, имањето на дел од бизнесот преку акции не штити од инфлација е преку имотите кои што ги имаат компаниите. За определена фармацевтска компанија да произведе единица производ кој што ќе го продаде, ангажира машини, луѓе, објекти кои што ги поседува. За нафтената компанија исто така има своји продажни точки, бензинските пумпи кои што исто така имаат своја пазарна вредност како имоти, па така и тие низ времето ја зголемуваат својата вредност. Така еден објект деловен во кој што се вршала дејност фармацевтска, ако претходно можел да се изгради и чинел, не знам, да се направи за 1 милион евра, денеска може би тој објект да се продаде има вредност веќе од 2 милиони евра. А тие што ги имаат акциите го имаат и имотот. Така да имањето на акции од овие два аспекти ги штити инвеститорите од инфлацијата. И при тоа ако се работи тука за добри бизнеси кои што се долгорочно одржливи или кои што напредуваат, значи и растат во својот бизнес, тука имаме една идеална комбинација. И
токму тоа е нашата улога во бизнисот, да идентификуваме такви компании кои што се да речам квалитетни и супериорни во своите производи, и при тоа да ги купиме на некоја коректна цена на пазарот, се со цел да оствариме добив. Capital Asset Management инвестира само во странство или и на македонска берза? Да, нашите инвестиции не се лимитирани по однос на географија на никаков начин. И ние во моментот сме доминантно присутни на странски пазар, на странски пазари. Меѓутоа, македонската берза следиме со големо внимание и ние тука сме и се уште имаме позиции, а во минатото сме имали уште повеќе позиции, имајќи во предвид дека ова историја на управување со портфолија на индивидуални клиенти во странство е почната од скоро, бидејќи ова либерализацијата на законите за девизно работење се случи пред неколку години. Значи, ова е нова работа и македонската берза, да речем, не било местото каде што сме го печеле занајатот. И во Македонија се уште има добри компании во кои што може да се вложи. Да. Така да ние не исклучуваме Македонија и странство, едноставно идејата на нашиот инвестициски тим е да идентификува добри можности, значи да идентификуваат добри компании кои што прават добри добивки, кои што даваат добри дивиденди, а при тоа може да се купат на поволни цени на пазарите, да ги видиме тие прилики и да делуваме на основа на тие прилики, без разлика дали се дома или на странски пазар. Во моментот доминира кај нас странскиот пазар, меѓутоа и домашниот пазар го следиме со големо внимание, пошто и тука има квалитетни компании. Генерално доминира повеќе интересот за технолошките гиганти како што знам Apple, Tesla, Microsoft, Nvidia и така натаму или? Кај нас профилот на инвеститори кои што доаѓа се луѓе кои што не се занимаваат со истражување, ниту па се професионалци, да речем, за да може да направат соодветни анализи и да купат доверба и остават кај вас, така? Во најголем дел од од случаевите, доминантно преку 90 и кусур %, ние оставено на наша дискреција ние да одлучуваме за клиентите што мислиме дека во даден момент е најсоодветно, а ние немаме таков тип на емоција. Едноставно, ако Nvidia во даден момент ја имам на добра цена, имам добри параметри и логиката и анализите наши и анализите кои што ги добиваме од странски реномирани инвестициски куќи кажуваат дека има смисла да се плати определена цена на пазарот во даден момент, купуваме тоа што е во моментот најповолно. Сега, нашиот инвеститор повеќе сака стабилни компании кои исплаќаат дивиденди или пак сакаат оние брзорастечки технолошки акции? Тука повеќе, да речем, ја би го коментирал нашиот аспект, пошто јас го водам во Capital Asset Management тимот кој што ги прави инвестициите и, да речем, во тој контекст доминира мојата инвестициона филозофија, а мојата инвестициона филозофија е да се обрне внимание повеќе на стабилност, известност, не дека немаме и компании кои што, да речем, се тргуваат повеќе на основа на идни очекувања и за добивки и развој и прогрес на компаниите. Меѓутоа јас преферирам оној така наречен Ворен Бафетовски пристап на бирање на квалитетни компании со добра историја, со добра историја и на квалитетни испорака на квалитетни производи и услуги и испорака на добри финансиски резултати и на крајот на денот испорака и на квалитетни и високи дивиденди, кои што во идеални услови би требало да бидат растечки дивиденди. Значи да растат преку низ времето. Така да тоа е мојата инвестициска филозофија е да малку умерено инвестирање, ориентирано повеќе кон суштинската вредност на компанијата.
Минимум рековте 20.000 евра. Така? Да, тоа е бидејќи као така, тоа е клубот, ако можам така да кажем, или таргетот кон кој вие се обраќате. Има во Македонија луѓе, имаат македонците пари за инвестирање? Да, секако. Да? Има, мислам да имаме доста диверсифицирана структура на клиенти и имаме и помали и поголеми клиенти и она кое што работиме е во голема мера и малку и едукација и поминување заедно низ овој свет на финансиите, низ се што се случува на берзите. Па така имаме во многу голем дел од случаевите ситуации, поготоа кај поголемите клиенти кои што почнувале со некој микро чекори би рекол. Со 20-30-50.000 евра, па низ времето станувале, доаѓаат и до милионски износи во евра. Значи, ние сакаме да имаме, да обезбедиме и континуитет во вложувањата, бидејќи не го гледаме вложувањето во акции како еднократен чин, да вложувам сега одреден износ на пари 50-100.000 евра или 20.000 евра и окей, сега ќе гледаме да има што ќе се случи со парите. Не, сакаме да бидеме проактивни на пазарот и доколку е можно да обезбедиме континуитет во вложувањата. Па така во многу голем дел од случаевите клиентите ги насочуваме клиенти кои што имаат, да речеме, собствени бизниси, еднаш во годината, например, делот од добивките на нивните компании, делот добивките кои што не му се нужно потребни на самиот бизнис, да ги насочуваат кон купување акции, кон асет менеджментот, заради тоа што на тој начин се ги намалуваат ризиците и на собствениот бизнис и ствараат некој капитал кој што може да им даде поголема стабилност на самите бизниси и да малку да се диверсифицираат од ризиците на собствениот бизнис и така низ континуитет низ годините со некое континуирано вложување имаме ситуација да управуваме повеќе милионски портфолија. И сега, например, вие кога инвестирате, ако сум јас клиентот, инвестирате, карикирам во некоја позната фирма, Apple, Tesla, поема не. Кога се дели дивиденда, добивам јас? Да, значи клиентите согласно бројот на акции кои што ги поседуваат си добиваат дивиденда. И во моментот кога ќе добијат дивиденда, фактички паричните средства на портфолиото се зголемуваат. Добро. Например, ако имал некој клиент, не знам, 100 акции од Tesla, Apple, од Tesla, и Tesla дала, не знам, $10 дивиденда по акција, $1,000 он веќе ги има откако ќе дојде пресекот и исплатата на дивидендата, на сметката ќе се појават €1,000 кои што може во некои ситуации клиентите да ги искористат, во некои ситуации или дефолт ситуации се реинвестирање на тие дивиденди. Кој или колкав е најголемиот инвеститор во Capital Asset Management? Колку пари? Не би одел, имаме повеќе клиенти со 7-цифрени износи на милиони евра. Да, во милиони евра. Во евра, да, 7-цифрени во евра, односно. Значи доаѓа и карикира 1-2 милиона евра, инвестираме ги најчесто не се да дојде некој со милионите одеднаш, него тоа се тоа е континуитет на работа со клиентите, значи кај што имаме веќе акумулација од повеќе милионска акумулација во евра, која што била градена постепено, пошто со многу голем дел од клиентите сме на ова патување заедно повеќе од 15 на години заедно, така да генерално не сме имале клиент одеднаш да дојде ни изведе некоја вау сума на пари милионите, сите биле внимателни,
створиле некаква доверба или слушнале некој позитивен Нема коментар. да ви дадам така милион евра пред коментар за програм нашето секој пат. работење од нивни да речам пријатели, познаници и едноставно цена дека окей, сме направиле определени состаноци, сме се запознале и ценале дека треба да почнат со користење на нашите услуги и почнуваат со некои соодветни износи кои што биле за нив. И низ времето сето тоа го градиме. Нешто кое што тука би го потенцирал и нешто по кое што сме така познати на пазарот е нашата проактивност во ситуација кога имаме квалитетни прилики на пазарот на капитал, односно на берзите, во дадени моменти кога имаме ситуација да нешто добро може да се купи на добра цена, сме во контакт со клиентите личен со конкретни предлози на дадена компанија или на даден пазар каде гледаме некаква прилика и действуваме на начин што им предлагаме на луѓето, на клиентите дека може да довложуваат и колку може во даден момент довложува, докапитализира во портфолијата и тука имаме еден одличен успех во таа соработка. Поготово во ситуации кога на пазарите има некои такви негативни движења, кога психологијата е понегативна е вака како ситуација со војниве, кога сентиментот е нарушен, обично тогаш се појавуваат најдобрите прилики и тогаш човек треба да биде стабилен, концентриран, да обрне внимание на фактите, да направи добри анализи, а ние имаме таков тим што фаќа паника во вакви моменти кај инвеститорот. Кога гледа дека берзата оди долу? Тоа обично велат тогаш е најсигурно седи мирен, почекај се ќе биде. Само треба да издржиш. Кај поновите клиенти генерално кажано ги фаќа повеќе нервоза, меѓутоа оние клиенти кои што се со нас долги години дури во некои ситуации се изненадувачки комфорни со своите веројатно има друг капитал со кој што може да биде спокоен, а овој капитал знае дека ова берзата не може да дојде туку надолу да еден ден мора да се качи, така што па да, ги имаат искуствата, значи ги имаат искуствата и со нас, имаат довербата и во нашето работење, во нашето водење во такви ситуации, пошто тоа се некои ситуации кај што стварно треба да се покаже голема стабилност и одлучност. Имавме ситуации, например, не знам, короната беше еден многу интересен и да речам драстичен направи удар на берзите во многу краток временски период со голема панично намалување на дури поголема 2008 економската криза, банките кога претпоставам во рокот во кој што рокот на короната берзански изборувам, берзанскиот крак беше така многу краток, а многу длабок. Убиствен. Да, финансиската криза си потрае малку со последици, подолго време се полека паѓаше и траеше подолго време, овдека беше многу голем удар во многу краток период. И што има ситуација тука, како некој инвеститор може да действува во таква ситуација. Првата интуитивна реакција е продажба. Така сум ставил, не знам, 100.000 евра имам на пазарот, леле, дај, стана 80, или стана 70, продавај чисти да се спасиме жива глада, изведеме некоја пара. Така. Другата опција ти е, она што спомна ти во прашањето, е чекај сега ќе бидеме мирни, пошто имало секакви ситуации на пазарите, меѓутоа кога тогаш акциите ќе се вратат на свој, ќе продолжат по патот на порастот. Значи да не правам ништо и да не едноставно го трпам тој шок. И третиот начин на кој што можеш да се поставиш во таа ситуација е да речеш, окей, денеска, не знам, трпам штета за овој имот кој што ми е во акција, или сам трпам штета, условно кажано, пошто додека немаш добивка. Да, додека на хартија немаш добивка, меѓутоа во такви ситуации треба човек да ја погледне и шансата. Значи, тој дел кој што ја трпам штета да ја трпам, меѓутоа
по овие цени денес што ме Да купам уште акции. што ме ги сервира пазарот, јас никој не ме спречува јас да одам да излезам на пазарот и да купам да купам нови акции. Имавме еден пример на една банка каде што во короната акциите ги имаме купувано по цена која што е петкратно повисока од цената што е денес на пазарот, а при тоа низ овие години од 2020 до денес имаме од дивиденда земено пари од истата банка еднаков или поголем износ од тие пари кои што сме ги дале во тој момент за банката. Значи, ако сме купиле 50 евра, до денес имаме земено само од дивиденда преку 50 евра, а акцијата не вреди петкратно повеќе. Така е. Мислам, тоа се уникатни прилики, меѓутоа некој за ние да купиме на таа цена од 50 евра, некој бил во паника и продавал на 50. Така е. И треба да имаш стабилноста, и знаењето, и искуството, и најважно од се, поготово за клиентите кои што ги водиме, да имаат добри водечи. Значи, ја се гледам себе си како советник и де факто смени инвестициски советници овластени од Комисијата за хартија од вредност, како советник на клиентите во тие периоди да донесат во најмала рака да се избегне донесување на погрешна прилика, а во идеални ова одлука, а во идеални услови да се донесе правилна одлука, односно да се искористат можностите кои што не ги нуди пазарот. Ќе ти дадам еден пример само. Ќе дадам уште еден пример интересен. На локално ниво Алкалоид фармацевтска компанија во короната, пред короната беше 14, негде крајот на 2019 година, околу 14.000 денари. Во март, за само неколку месеци, значи во март 2020 година, акцијата дојде до некои 8.000 денари, значи пад од 40%. При тоа, фактите за таа компанија и во услови на корона беа дека приходите им растеа во таа година 20%, а добивката порасна за 30%. Значи, ние во еден момент сме имале таму некој дисконт или кој што бил некој 70% во однос на цената која што сме имале неколку месеци претходно. На компанија чиј што бизнис во короната не застана. Не само што не застана, него прогресираше, пошто нели купувавме повеќе витамини и не знам дезинфекциони средства и така натаму, ако се сеќава. Значи денес од денешен аспект таа компанија, ако се гледа, неколкократно зголемена е цената, има донесено и еден квалитетен тек низ годиниве на добри дивиденди. Така да ако човек се осврнел ги погледнал фактите во тој момент, во таа цела паника, и успеал да остане стабилен, практично можел да направи својата најдобра инвестициска одлука во услови кога било ужас на пазарите. Кажите ми, да сумирам, во Македонија има луѓе со милиони евра кои што инвестираат, така? Има види има голем има доста примери кај нас на акционери, дури тие книги акционерските книги се и транспарентни во сите иматели на акции над 5% во сите акционерски друштва се јавно достапни и голем дел од имателите на тие акции се познати добро познати лица од бизнисот, од животот. Ниту ми етички, ниту ми коректно да прашувам, битно е да дека располагате со колкав имот? Или со колкав имот управувате? Да, во моментот управуваме со некој преку 30 милиони евра имот доверен од клиенти, плюс имот кој што го управуваме за сметка на друштвото. Тие пари не ги чувате дома? Прашањето ми ги чувате во Македонска банка, тие се сигурно заштитени така натаму за... Така, овој дел околу
движењето на имотот, прво движењето на паричните средства откако клиентот ќе ни уплати пари, и движењето и чувањето на хартиите од вредност, значи на финансиските инструменти, акциите во конкретниот случај што ќе ги купи, имаат соодветен пат и тек и процедури по кои што се чуваат и соодветни институции кои што се грижат надвор од нашата институција. Затоа, тоа се така наречени custody банки, значи чувари на банки, чувари на имот, тоа се посебни лиценци кои што ги имаат банките за чување на имот, и они се одговорни за менаџирање за чување на паричните средства, значи тоа се посебни клиентски сметки. Само во македонски банки или? Не, во странски, значи странскиот дел од портфолиото се чува во странски банки, конкретно за нашите клиенти. Во сервисот на чување на хартија од вредност е во Ерсте банка. Австрици. Ултимативно е како субдепозитарна банка се во Ерсте банка. Добро, австрици. Да, така да таму стојат паричните средства и финансиските инструменти кои што ние ги управуваме, значи ние одлучуваме за нивните акции, дали не знам, акциите портфолиото на Мишко кој што е, не знам, сочинато од 100 акции Nvidia и 100 акции Apple, тие 100 акции од двете компании стојат на депозитарни сметки, за нив се грижи и одговара ултимативно за странските пазари како субдепозитар Ерсте банка во нашиот случај. Една битен момент тука да се прокоментира е тоа дека тие пари не се поврзани во ниеден случај со имотот на нас како Capital Asset Management, како управувач, ниту па се поврзани со Ерсте, ниту па се поврзани со Ерсте банка. Значи дури да има ситуација да и самата банка чувар на имот влеза во некакви проблеми од своето традиционално банкарско работење, иако тука во овој случај се работи за доста репутабилна банка, меѓутоа дури да дојде ситуација да има некакви проблеми и депозитарната банка, која иде, тој имот е имотите кои што ги чуваат со овие лиценци за чување на имот, не се билансно и на никаков начин врзани со банките. Имало такви ситуации со големи инвестициски банки, поготово големата светска криза која што спомна претходно. Lehman Brothers на пример беше една од топ 5 инвестициски банки во Америка, банката во големата светска криза пропадна. Едноставно тие што имаат депозити внатре и останаа да се намируваат во тие стечајни маси, целото ова депозитарно работење го превзеде друга банка, мислам дека во тој случај беше Мерил Линч, и едноставно го откупи во само неколку дена се направи таа трансакција и се превзеде чувањето на друга банка која што има лиценца. Така да имало такви ситуации и тој систем е направен на таков начин да не се носи ризикот на било која компанија. Значи имотот да биде чист. Единствен ризик кој што го носи клиентот е ризикот на бизнисот во компанијата во која што се вложени средствата. Ако се Apple, тоа е Apple, ако е Nvidia, ако е Alcaluit, значи делам судбината. Добро, за тоа сте вие задолжени, за тоа сте за управување. Нас треба да не ценат по нашата историја на тоа како работиме и како сме сработиле во минатото и дали ќе ни дадат довербата да управуваме со нивниот имот или не. Костадиновски, имам 20.000 евра. Карикирам. Дали да ги дадам на вас да инвестирате или да ги дадам за уплата на стан и плюс да земам кредит? Што е по-исплатливо денес? Да дадам за учество, да земам кредит да купам стан, или 20.000 евра да ви ги дадам на вас да ми ги вложувате? Се зависи од цената. Ако е што е подобро, затоа што многу луѓе инвестираат во недвижнини денес. Овие цени на недвижностите што ги имаме денес, ставени во корелација и на приносите од, да речем, кири кои што може да се земат од соодветни имоти, во моментов се инфериорни во однос на вложување и приносите кои што може да ги дадат акциите. Зборуваме во моментот. Ако кириите се зголемат за двојно или становите се преполуваат во цена, тогаш ќе имаме друга математика. Во моментот тој пазар ја го ценам на таков начин. Значи денеска е подобро да имам акции него да имам подоходовно е
од аспект на приноси, че повеќе ќе земам дивидендна принос отколку што ќе земам кирија. Така да во моментов е тоа подоходовна опција. Нормално се во одредени ситуации кога на некого му треба нужно станот за да го користи, за да живее, тука веќе најверојатно некои други параметри влегуваат во калкулацијата, меѓутоа ако зема стан со инвестициски побуди, мислам дека е соодветно да во немала рака да се консултира со некој што работи во инвестициско советувачки работи или што е во ова инвестиционо банкарство како што сме ние, за да согледа или се информира повеќе за тоа какви можности би можел да има инвестирајќи во акции. Во моментот ќе повторам уште еднаш, вложувањето во недвижности е инфериорно во однос на акции, по однос на доходот кој што би го стварувале двата имоти. Своевремено, пред кризата 2007-2008, пред финансиската криза, играњето на берза, особено во Македонија, стана малтене спортска обложувалница, затоа што дури она шпекулативно играње на берза, знаеш, бетон акцијата е, карикирам, 2000 денари, одете купувате ги акциите, доаѓа француски купува, па одеднаш нагло отиде акцијата на 40.000 денари. Колку денес може да се или колку се чувате од шпекулативност при играњето и дали, например, е згодно да земам кредит и да ги инвестирам кај вас или оние кои што работат со светски берзи. Убаво ли е да земам кредит? Прво, поднос на кредитот. Тешко прашање. Кај нас традиционално, мислам, се и вообичаено се избегнуваат кредитите и јас на прва би советувал не, меѓутоа ако клиент може да обезбеди финансирање ефтин кредит, а при тоа отплатите на кредитот не зависат од перформансот на акциите, значи доходите кои што ќе ги прави од самите акции, тогаш има смисла дури купувањето на акции да се финансира и со кредит. Меѓутоа тука стварно треба, тоа обично би требало да го прави некој кој што има, да речам, поголемо искуство со акциите или ајде да речам е во некоја категорија на попрофесионални инвеститори. А не сега секој да се залета бидејќи може да рече тоа е проблем. Тоа е она кој што луѓето сакаат ја бараат она брза заработувачка. Акциите не се место за брза заработувачка. Значи акциите си бараат рок, си бараат внимателно финансиско планирање и дури ангажирање на туѓи средства како кредит во купување на акции. Доколку клиентот одлучи да влегува во такви трансакции, треба да биде спремен и да ги знае кредитните ризици и да биде подготвен да го отплати кредитот без разлика на тоа што ќе се случува на пазарите на капитал, пошто на берзите може да се случува на краток рок се и се што и да дојде во позиција да треба да ликвидира позиции на многу ниски цени за да враќа кредитот и при тоа да изгуби дел од главницата, што нормално не е целта. А при тоа може да биде ситуација како оваа што спомнувавме со короната, да е тоа толку краткорочно што практично он ќе биде тој што ќе ги продава акциите кои што некој паметен ќе ги купува во даден момент. Значи тука е ајде да го затворам коментарот. Кредитирањето може да се искористи, меѓутоа треба да се биде многу внимателен и да се знаат ризиците, да се има излезни стратегии во ситуации кога краткорочно би имале некакви неповолни движења на пазарите, што може да се случат. Што вели вашето искуство? Дали македонците се премногу конзервативни со парите? Доста се менува да речам пейсажот кај населението. Луѓето се повеќе и повеќе стануваат проактивни во однос на инвестициите.
на почетокот спомна, веќе ние сме 20 кусур години во оваа фондовска индустрија со инвестициски фондови, со пензиски фондови. Веќе луѓето знаат, имаат изградено ставови по однос на вложувања во берзите, во инвестициските фондови, ги разбираат многу подобро отколку тогаш, и се повеќе и повеќе и полесно се впуштаат ако во вложување. Ако не знам, пред 10 на 15 или 20 години се објаснувавме што е инвестициски фонд и како тоа функционира, денеска веќе тоа сосема позната работа и се дискутира за некои детали во смисла на принос, се гледат еднаш истории на приносите, што правел тој фонд, каде е инвестиран, што би можело да се очекува од тој фонд, значи доаѓаат на некој начин малку по интелигентно ниво на прашања кои што се дискутираат и детали кои што се нормално кои што наликуваат веќе на некој по западен свет. Ги надминувате веќе банките и им бодите во очи пошто им взимате клиенти, оние кои што сакат да штедат или не мислам дека Знаете зашто прашувам? На пример, мислам не. Тука пошто знаеш како Мишко, за некој да купи финансиски имот, вашата интенција на другата страна, вашата интенција сега да не бидам сватен погрешно, место што ќе штедите за мала камата, подобро инвестирате ги парите, па можноста за заработка е поголема. Да, точно е тоа. И сега Мишко денеска може да се одлучи да купи за 50.000 евра акции, така и тие 50.000 евра ќе бидат 50.000 евра помалку од билансот на некоја банка. Меѓутоа, за Мишко да купи 50.000 евра акции, треба Коста или некој трет да продава, да ги продаде тие, да ги извади своите акции, кои што претходно не биле кеш, да ги стави на пазар и да ги продаде и да ги земе од Мишко парите и да му ги даде акциите. Така да 50.000 евра ќе се појават кај Коста на неговата сметка. Се може да се случи тоа да биде во истата банка и банката да биде тотално неутрална. Така, ако ти имаш пари во една од банките, во една банка кај нас, ја во истата банка имам своја сметка, од твојата сметка преку брокерот ќе дојдат на мојата сметка кога ќе ти ги продам акциите. Тоа е така. Така да банката ќе дојде неутрално на нула. Но не е се едно на банката, затоа што и самите банки веќе имаат свои фондови. Тоа плюс и банките се тие влегуваат во тој дел од бизнисот. Да, банкарството се развива со една голема динамика, со една убава динамика и банките кај нас ме радува тоа што не се пасивни и веќе развиваат сериозни капацитети во делот на инвестиционо банкарски услуги, па така имаме веќе неколку банки кои што имаат друштва за управување со инвестициски фондови. Имаме 9 милиарди евра депозити од граѓани, тоа е пара. Банки и други финансиски институции кои што имаат пензиски фондови кои што управуваат огромни имоти, да не заборавиме пензиските друштва кај нас се кај нас се еден многу добро развиен бизнис. Оне втор столб и трет столб пензиско осигурување, таму се веќе неколку милиарди евра акумулација во тие фондови. Така да мислам дека многу убаво се развива делот на овие нетрадиционално банкарски услуги, односно инвестиционо банкарски услуги кај нас. И тука би искоментирал еден момент во контекст на придвижување, пошто нели целта ни е да заличуваме на Европска унија и да се интегрираме кон тие патишта. И заличуваме ли? И дефинитивно заличуваме и во контекст на финансииве, не само делот на инвестициите, него и пошироко и на инвестициски фондови, пензиски фондови, банки и осигурувања. Мислам дека од оваа шесторка на Западен Балкан, која што преостана да се интегрира во Европска унија, мислам дека во овој дел не мислам него, би ќе кажам, дури тврдам дека сме уверливо најразвиени, значи многу поразвиени во сите сегменти и од Србија, и од Албанија, и од Црна Гора, и Косово, и Босна и Херцеговина, така да сме доста напред. И како развој на финансиски продукти, и како проактивност на луѓето, значи на клиентите, значи многу полесно да речем можеш да
добиеш клиент во Македонија со некакви инвестициони идеи визави во Србија, например. Значи Така таму и поедуцирано е населението, веќе има подолга историја на искуства. Значи кај нас постојат пензиски инвестициски фондови веќе со години. Така да мислам дека сме тука предничиме во тој дел. Со финансиите сме најспремни од сите ови од оваа шесторка. А уште ова, ви се случило ли некогаш да дојде некој инвеститор и кога ќе замине да рече да си сам да си кажете никогаш не би замислил дека овој човек може да има толку пари дека сака да ги инвестира? Обично знаеш дека ги знаеме генерално кои се што се и сега доаѓа некој тотален анонимус кој што има милиони кој што вели инвестирате. Хоп. Значи секогаш сум изненаден и воодушевен би рекол од скромноста на многу голем дел од клиентите. Значи имаме доста луѓе што мислам генерално работиме со некои со клиенти кои што се доста богати, меѓутоа таква скромност забележувам кај некои клиенти што никош не можеш дури ни да забележиш, значи она не се просто не ти се верува дали може во Македонија да се случи. Така, значи многу вредни луѓе, многу посветени луѓе на своите бизниси, многу створиле во животот, а при тоа не име во преден план да го истакна тоа на јавноста и било каде да значи стварно сум дури изненадан. Некогаш дури со колегите кога коментирам некогаш и учам јас од тие луѓе како како треба некогаш соодветно да се однесува во некоја ситуација. А уживаат во како се види тоа во анонимноста практично тие такви тие луѓе. Па мишко имаме луѓе, например, што не знам, има да речеме некој 1 милион евра да имаш во акции и сега не знам да се акумулира од тие акции некој 5-6% дивиденда, тој во годината ќе земе 50.000 евра дивиденда. Кога ќе поделиш тоа на 12 месеци, тоа му се по 5.000 евра во месецот му се пари кои што му доаѓаат од без ангажман, без ангажирање на негов труд. Значи приход му е од капитал. Така со 5.000 евра во Македонија вонредни приходи можеш многу убаво да живееш. Можеш да се покажуваш. Меѓутоа ти кажам дека луѓето генерално се држат до мислам на баш се уживаат во приватност. Финиширам. Што е најубаво во ова време невреме, каде што имаме инфлациони шокови? Дали да се инвестира, дали да се штеди, например ако инфлацијата е 5% така, а депозитите се 2% камата, реално губиме 3% годишно. Од прилика сега некоја. Тоа се фактите, тоа се фактите. Што треба да правиме во време на инфлација? Инвестирање нема друго. Значи превземање на инвестициски ризик се со цел остварување на повисока добивка од стапката на инфлација. Ќе повторам уште еднаш, акциите се многу соодветен инструмент од оние два аспекти кои што ги спомнав претходно, и од аспект на бизнес, како бизнес кој што ја пренесува инфлацијата на крајниот корисник. Апчето ако коштало на пакет чапча 100 денари, денеска е 200, ќе направам, ако продам избројна единици напчиња, ќе направам двојно повеќе пари и од аспект на имотите кои што ги поседуваат. Значи бизнисите се добра заштита од инфлацијата. Така да соодветно да заклучиме соодветно да се има акции. Генерално и статистички како се гледа назад, она што долгорочно би го добивале како некоја сигурна заработка имајќи загарантиран депозит, практично е успех ако ја победи инфлацијата низ годините. Значи таму имаме она баш
презервација на парите, значи да им ја заштитиме краткорочно куповната моќ депонирајќи. Инаку подолгорочно нормално треба да бидат во некакви други инструменти како што се акциите. Што времење дојдоа? Ова се некои модерни времења каде што кешот повеќе не е крал, така. Се е компјутер, претпоставам. Кешот е крал. Уште е крал? Кеш како кеш, овака. Да, кешот се помалку го има во значи не е крал, веќе кешот. За нас кеш е кеш, мислам кеш ние секако не можеме да имаме во овие во нашите без кеш не можеш пари на музика да дадеш, така да. Стануваат пософистицирани музичари, да има начини, да. Со картица ќе доаѓате тие со апаратче за. Во Кина на едно патување имаше дури типови на како се кажа, бакшиш оставање има на вичет на нивните апликации. Така да они се века отидени Кина е веќе 23 век, така да. Така да веќе нас ќе дојде за некој време сигурно, така да веќе нема се бара некоја пара, можеби од некој кој што му треба некаква помош, директно со телефон ќе оставаме некој. Мислам дека далеку сме ние од Кина Костадиновски, ние уште не знаеме пари од банкомат да извадиме, така далеку сме ние уште од тие времења, говорам честни исклучици сега, но за жал тоа е. Финансиската неписменост го прави соетано, доаѓаат нови генерации, млади луѓе кои што се повеќе се заинтересирани за ова, една порака сосема за крај. Порака за крај. Дојдете инвестирате. Дојдете инвестирате. Ја би рекол повеќе да се обрне внимание на финансиското планирање, на соодветно финансиско планирање, дури од помлади години, да се изгради една култура на акумулации. Значи веќе имаме кај нас клиенти, историја на клиенти каде што ни се појавува втора и трета генерација од фамилиите. Значи кој е на младиот клиент? Не дедо му што ги вложил, туку онака полнолетен што е. Млади клиенти, да, полнолетни, секој полнолетен клиент може да, мислам имаме млади клиенти стварно и тоа деца што заработуваат добри пари. Дури во периодот на короната добивме доста многу клиенти, млади дечки во ајде да речам повеќе од оној профил на што е 20 години, 20. Па така, значи млади да речам програмери кои што во короната правеа многу пари. При тоа немаш услови да се трошат тие пари, створија некоја акумулација на помлади години и тие што беа паметни ги искористија тие прилики што имаа вакви советници како нас. Направија добри потези, имаат добар успех во вложувањето. Така да млади може да има од најмлади клиенти имаме во денови не се најмладите клиенти за кои што добро тие дедо што дава, тато што вложува, да. Благодарам што бевте дел од овој серијал Бизнис класа, подкаст од Бизнис класа. Да, и се гледаме повторно. Да, ви благодарам уште еднаш за одвоено време за овој разговор и се надам дека ете овој краток наш разговор ќе поттикне повеќе луѓе да размислуваат за нивната финансиска иднина, за планирање и за користење на бенефитите од пазарите на капитал нормално во своја полза. Благодарам. Коста Костадиновски, еден од основачите на Capital Asset Management во Бизнис класа, овозможено од Diners во копродукција со Продукција 10. Ви благодарам што бевте со нас, не заборавајте лајк и сабскрајб на нашиот YouTube канал, Мишко Иванов, следете ни и на социјалните мрежи, се гледаме повторно за 7 дена, довидување.